со една инвестициона мерка која што треба вистински да овозможи реализација на тој проект доколку луѓето сакаат да се занимаваат со земјоделие. Ние во старт предвидуваме формирање на државна инвестициона банка. Таа банка ќе има почетен капитал од 2 милиарди и 300 милиони евра. Сега тој почетен капитал во стартот ќе се обезбеди од остатокот од средствата од телекомот, од буџетот, а најголемиот дел, околу 80%, ќе се обезбеди од принудната продажба на македонското електростопанство, чија само пазарна вредност е околу 3 милиарди евра. Сега таа сума на пари, 2 милиарда и 300 милиони евра, имаме намера да им ги дадеме на луѓето во форма на најразлични проекти, дали од развој на земјоделието, дали за мали и средни предпријатија, и тоа под многу примамливи услови, со годишна стапка од 3% на годишно ниво и со грејс период од 5 до 7 години во зависност од областа во која би се инвестирала. А каква ситуација имаме сега? Тие кредити се даваат со каматни стапки од 20%, па се бараат најразлични хипотеки, па селскиот имот не се признава како хипотека, па најразлични провизии, па најразлични проекти, се прави само тие пари да не им бидат достапни на оние кои што им се потребни, а со тие пари да завршат во нечии џепови и да може да се манипулира со граѓаните. Значи тие пари ќе им се дадат на луѓето, бидејќи не треба многу да ви кажам дека македонскиот граѓанин има идеја, има знаење, само треба да му се дадат услови тоа знаење да го покаже. Бидејќи сите ние сме сведоци кој наш човек отишол надвор од оваа држава, слушаме дека успеал, дека е способен, дека е успешен, дека обезбедил доволен имот за својот живот. Значи луѓето имаат знаење, имаат идеја, само треба да им се створат услови за да го покажат тоа знаење. И доколку таа сума од 2 милиарди 300 милиони евра се врати назад меѓу луѓето во стопанството, се направи нов инвестиционен циклус, јас ви гарантирам дека најголем дел од луѓето и сами ќе се обезбедат вработување. А ако економската наука кажува дека за да се отвори едно работно место се потребни 10.000 евра, поделете таа бројка од 2 милиарди 300 со 10.000, еве ви во старт 230.000 вработувања. Математиката е многу проста, тука нема премногу филозофија и ова го знае и оваа влада, го знаеше и претходната влада. Но за жал тие луѓе тие пари не сакаат да ги насочат за таа намена, туку ги трошат тие пари за социјална помош. А кога вие имате огромен број на социјални случаи, многу лесно е да ги манипулирате луѓето, да ги оценувате, бидејќи најлесно е да се оценува и да се манипулира со економски зависни луѓе. И тоа државата сега не се леви и гази под секое човечко достоинство кога ги држи во една зависност младите луѓе со таа бедна некоја социјална помош од 2 до 3.000 денари, и тоа не намерно го прави, него да го скрши духот на овој народ за собственото постоење, бидејќи како што кажав, тоа сценарио, таа припрема на народот треба да се изврши, за тоа сценарио да биде што побезболно кон крајот на 2005 година. Ние имаме значи сериозна намера да направиме социјална држава во вистинска смисла на зборот, а не држава на социјални случаи како што сега е Македонија, кога вие имате примери на луѓе во најдобрата своја возраст и најпродуктивната работоспособност да бидат оценувани за таа социјална помош. Значи ќе ги инвестираме тие пари, а сите тие добивки не мора да ви кажувам после што ќе следат. Чим имате поголеми вработувања, имате дупло поголем буџет. Чим ви е дупло поголем буџетот, повеќе пари и за култура, и за спорт, и за наука, поголеми пензии, поголеми плати. Вие видите сега тие случувања што се прават на централно ниво, сите тие економски тој економски хаос се проектира и на локално ниво. Како се прават тие криминални работи на централно ниво, се пренесуваат и на локално ниво. Еве земете го пример Струмица. Струмица денеска ви е окупиран град и таму владее една банда од 5 луѓе во која што за жал е вклучен и владиката Наум. Значи таа е сега една црковна мафијашка организација која што функционира на тие роднинско-пријателски врски и што е жално тие 5 луѓе кои што сега владеат во Струмица, тројца веќе изградија така великолепни вили таму на водно, само да се потсетиме дека народски кажано тие луѓе до 98 година не знае пешки додат. Сега имаме случаи тие луѓе да ви ги водат главните состојби, главните работи во државата и го држат градот така да кажам под уцена и под окупација. Еве кажа и нашиот кандидат за пратеник од Прилеп, жално е вечерва вие млади господите таму да ги држат на плетвар по 2 сата, да не ги пуштат да дојдат на нашиот митинг. Тоа е на жална слика и ние само можеме да порачиме од тука дека ово што го прави полицијата во последно време према нас, Љубе Бошовски мора да го стави прстот на чело и добро да размисли што прави, бидејќи ако не сака да му се случуваат работи кои што сега ги прави после 15 септември, затоа го повикуваме добро да размисли и да престане со сите тие притисоци што ги прави врз нашата партија, врз нашето членство. Бидејќи како што кажа и моите претходни соговорници, им се гледа крајот некаде 15
септември. Инаку и на крајот да кажам во тој економски дел врвен принцип на сите наши принципи на однесување ќе биде, и јас сега најодговорно го кажувам, бидејќи од 365 дена јас најмалку тука поминувам по 100 дена и утре сакам да се гледам со луѓето, а не да ги лажам и да бидам со чист образ. И кажувам дека ако ние дојдеме во позиција да ја практикуваме власта, во првите 30 дена ќе ставиме 24 луѓе во куќен притвор. Тие луѓе сега се моментално на највисоките државни функции и носители на тие активности за растурање на државата и носители се на тие матни бизнеси кои што сега ги има во државата. И во тие 30 дена таа документација сега што имаме за сите нив ќе ја дадеме на сите надлежни инспекции во државата, на Министерството за внатрешни, на Управата за јавни приходи, на Министерството за финансии, па нека луѓето ја проценат. Ако луѓето излезат чисти, ние имаме намера тие ќе си продолжат со сите своји граѓански привилегии. Но јас се сомневам дека има толку способен човек во оваа држава што може за 2-3 години да спечели таков имот кој што се мери во милиони евра. Или бидејќи сега така премиерот е прв човек на владата и најрепрезентативен, јас ќе исполнам сега уште еден податок и стојам за ова и му стојаме на располагање на јавниот обвинител во Струмица дека премиерот сега финансиски тежи 500 милиони евра и ние сега во среда на митингот во Струмица ќе ги кажеме кај му се тие пари, во кои банки, на кои сметки и како ги стекна. Ќе ги кажеме и за жал во оваа држава, како што кажам, наместо да профункционира тој принцип на правна држава, ние се уште немаме никаков одговор од јавниот обвинител. А денеска го гледаме нашиот премиер отвара таму во Дојран на објекти за наполнување на езерото и како што видовме во својот говор најмалку 10 пати се повикува на Господ. Како може да се повикува човек на Господ кој што го лаже и краде сопствениот народ и кој што ја кажа сумата, тоа е сума која што е половина од македонскиот буџет. А сите тие 24 луѓе финансиски тежат околу 1 милиарда евра, а само половината паѓа на нашиот премиер, а нашиот буџет за годинава е 1 милиарда и 100 милиони евра. Толку украда овие луѓе, толку се спозанесија во тоа свое крадење, али имаме, така кажано народски, среќа во несреќа, тоа што сето тоа ние го знаеме, ги имаме потребните документи и имаме сериозна намера сериозно да расчистиме со тој криминал. Работите се многу јасни, многу едноставни, се сака само волја и желба да се расчисти. А луѓето, како што кажав, од Народно движење за Македонија се добро ситуирани за македонски прилики и тој личен интерес ќе им биде некаде на 3-то и 4-то место, а не на 1-во место, како што сега ги гледаме овие наши политичари, немаат никаква визија и нивната визија за развој на оваа држава не оди подлабоко од нивниот џеб. Сега од друга страна го слушаме Бранко Црвенковски секоја вечер, посебно подпредседателот Владо Бучковски, како кажува дека ако дошли на власт ќе вршиле ревизија, ќе апселе, ќе приведувале. Бранко Црвенковски не може да апси, не може да приведува од една едноставна причина. Ако сега ние му го дадеме тој список од 24 луѓе, таму ќе види дека половината од тие луѓе се членови кои што биле тие крупни бизнисмени, се луѓе кои што биле членови и се вртеле до пред 3 години околу СДСМ и сега пак се вртат околу СДСМ. Значи тие луѓе ќе треба сами помеѓу себе да се апсат, а ние не веруваме на таквите фрази и тие негови говори како што ги гледаме само се празни зборови и обични маркетиншки потези. Тоа не може да го направат, бидејќи Бранко Црвенковски сега ова што го кажува, 98 година, врата се малку назад, Љупчо Ѓорѓиевски го кажуваше истото. Сега имаме истата реторика, истите зборови од Бранко Црвенковски. Но што направи овие луѓе? Овие луѓе само посеја една омраза помеѓу луѓето. Ние сега имаме случаи по Македонија, луѓето буквално пријатели, роднини да не се сакаат помеѓу себе, бидејќи ако припагаат на две различни политички опции, а само ако ви кажам дека пред 10 дена во едно така порепрезентативно кафуле во Скопската населба Капиштец, многу убаво се седеа до тренинските часови Бранко Црвенковски и Љупчо Ѓорѓиевски и многу убаво се забавуваа. И тоа глумење лудило пред телевизиите, пред камерите, пред весниците, едно најобично глумење на лудило и ние сакаме на луѓето да им го кажеме тоа и луѓето едноставно мора да го знаат тоа, мора да ја знаат таа вистина, бидејќи како што каже мојот претходник Мигунев, може да кажеме слободно дека се политички близнаци и можеби само има една мала разлика. До 98 година овие крадеа, така да кажем, одејки, овие сега крадат трчејки, бидејќи кратко им е времето и кратко им е и
али среќа можеби во несреќа како што кажав, сите ние тие работи ги знаеме и сите тие притисоци што не ги направи овој 30 на дена, еве и сега им кажуваме бидејќи сме во финишот на нашата кампања, нема да не уплашат и на овие 31 собер со граѓаните во изборната единица број 4, сите ние тие работи овие ги кажуваме, а уште поконкретни ќе бидеме сега на нашите завршни митинзи кои што ќе следат како утре вечер во Неготино, во вторник во Кавадарци, среда во Валандово, во Струмица и во четврток во Прилеп. И на тие завршни митинзи ние сме должни пред македонската јавност ќе и кажеме со име, со презиме сите овие работи што ги кажуваме вечерва, за сите тие работи што ги направија и за сето ова зло што го сторија на оваа држава. И на крајот да завршам, без разлика колку сите ние сме способни како луѓе, може да бидеме способни во најразлични области, дали во спортот, дали во науката, дали во културата или при вршењето на нашите секојдневни занимања. Но сакам едно да ве убедам, без разлика колку ние сме способни, ако дозволиме државата да се урива, сите ќе нас затрупа со неа. Во тоа можете да бидете сигурни. Затоа правиме еден обид да го спречиме тоа сценарио кој што на дело, сценарио кој што се носители, како што кажав, македонски политичари, дури можеби треба да употребам потежок збор, кој што се изроди од овој народ, а кој што гледаме, жално и трагично да ги гледате сега вие по Македонија, предавниците на оваа држава парадираат по Македонија и изигруваат херои. Тоа е една жална слика и вечерва вие тука како куклиш требаше да го прашате Љубе Бошковски зошто не држи митинг во Челопек. Во Челопек, во неговото родно место, влезе после 11 месеци и во придружба на 103 полицајци. А слушаме дека не вика дека суверенитетот и територијалниот интегритет на државата бил целосен. Тоа веќе луѓето ја изгубија целосно врската со народот, се испозанесува во своите говори и едноставно веќе посеќаат дека не знаат и што зборуваат. И дај Боже да не бранат како Љубе Бошковски, Љупчо Георгиевски, да не бранат тука како што го одбранија Тетово, а гледаме таму како одбранија државата. И на крајот, дозволете ми да завршам, ние нема како другите партии да ве повикуваме дека треба да го заокружите овој или оној број. Јас сметам дека сите ние сме доволно возрастни и паметни да одлучиме на која опција треба да го дадеме нашиот глас. Без разлика што сега ги гледате сите тие закани, уцени со најразлични продукти, па притисоци, уцени што се вршат по луѓето, али сакам да ве убедам дека кога ќе се качи на 15 септември за тој параван да го заокружите гласачкото ливче, тука едноставно нема да ви може никој ништо. Тоа е еден момент на секој 4 години кога вистински власта е во рацете на народот. Пред тие 10-15 секунди кога треба да се заокружи гласачкото ливче, сакам да ви кажам дека треба добро да се размисли на која опција ќе го дадете вашиот глас. Тука сте наполно суверени и самостојни и за тој параван нема едноставно да ви може никој ништо. Кога ќе треба да се заокружи гласачкото ливче. И на крајот да завршам, ние, како што кажав, нема да ве убедуваме, вие треба сами да одлучите, али во никој случај не треба да го дадете гласот за ВМРО, ДПМН и за Социјалдемократскиот сојуз. А доколку се одлучите да го дадете вашиот глас за нашата партија, за партијата Народно движење за Македонија, ви укажуваме дека на гласачкото ливче нашата партија ќе биде под реден број 11. Ви благодарам. Вечерва, како што кажав, имаше трибина во Костурино, исто така и во вашето село Куклиш. И вечерва заедно, ние младите, а може и вие постарите, да си направиме една забава во дискотека студио овдека во вашата општина Куклиш.